По 6-годишен застој, Охридското езеро повторно ќе се пориби со автохтоната охридска пастрамка. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски денеска објави дека ќе бидат пуштени околу 1 милион млади единки. Хидробиолошкиот завод Охрид одгледа 620.000 пастрамки, а Институтот за сточарство и рибарство 350.000, надминувајќи ги предвидените минимални квоти. За следната година, Министерството планира ново порибување со над 1,6 милиони единки и финансиска поддршка од вкупно 5 милиони денари за двете институции. Работиме за одржување на рибниот фонд на Охридското езеро, истакна министерот. Рускиот председател Владимир Путин пристигна во Алјаска и покрај тоа што од март 2023 година се наоѓа на меѓународната потерница на Меѓународниот кривичен суд поради наводни воени злосторства. Тој нема да биде уапсен бидејќи САД не се потписници на Римскиот статут и немаат обврска да го извршат налогот за апсење. Меѓународниот кривичен суд го обвинува Путин за незаконска депортација на над 19.500 украински деца од окупираните територии, од кои 6.000 наводно биле сместени во кампови за превоспитување со цел индоктринација и бришење на украинскиот идентитет. Поради активната потерница, Путин ги избегнува земјите што се членки на Меѓународниот кривичен суд, но ја прифаќа заштитата на дипломатскиот имунитет во други држави. Во Алјаска, како дел од американска територија, тој не се соочува со правна опасност и покрај остриот меѓународен притисок и политичките последици што ги носи неговото движење надвор од Русија. Министерот за одбрана на САД, Пит Хексет, и врвни воени команданти беа во Алјаска, каде што американскиот председател Доналд Трамп се сретна со рускиот председател Владимир Путин на самит за Украина. Хексет лета одделно од Трамп, потврди функционер за одбрана за CNN, откако беше објавено дека не е на официјалниот список на лица што патуваат со председателот. Председателот на Сдружениот генералштаб, генерал Ден Кейн, исто така беше во Анкоридж, според неговиот јавно достапен распоред. Во Алјаска веќе пристигна и врховниот командант на САД во Европа, генерал Алексус Гринкевич, кој според изјава за CNN ќе им даде воени совети на председателот и на министерот Хексет. Целта на американската делегација, според високнато функционер, е да се поддржат мировните напори и да се обезбеди силна воена основа за разговорите со Русија, во обид да се стави крај на војната во Украина. Студентската иницијатива Блокада започнаа нов бран протести на 15 август во повеќе градови низ Србија. Собирите се дел од континуираната реакција на студентите против апсења и третманот од страна на институциите. Во Белград, протестите почнаа во 20 часот на 4 различни локации, кај Генералштабот, Земјоделскиот факултет, Кружниот тек на автокоманда и кај општина Нови Белград. Во Нови Сад, граѓаните ќе се соберат пред зградата на Министерството за внатрешни работи на улицата Крал Петар I, со најавено присуство на мотоциклистички групи како поддршка за уапсените студенти. Во Ваљево, протестот започна во 19 часот на градскиот плоштад, а демонстрации се најавени и во Чачак, Нови Пазар, Крушевац, Пријеполје, Сомбор, Горни Милановац, Лесковац, Врбас и други градови. Организаторите испратија силна порака: не сме вреки за удирање. Во наредните 2 недели времето во земјава ќе биде претежно сончево со повремена облачност, а температурите ќе бележат постепен пораст. Според прогнозите, минималните температури ќе се движат од 16 до 20 степени Целзиусови, додека дневните ќе надминуваат 30 степени Целзиусови. Најтоплиот период се очекува кон крајот на август, кога на повеќе места температурите ќе достигнат од 36 до 38 степени Целзиусови. Краткотрајна нестабилност со облаци и дожд е најавена околу 27 август, но без значително освежување. По таа дата, повторно ќе преовладува стабилно и топло време. Метеоролозите апелираат до граѓаните да бидат внимателни во најжешките делови од денот, да пијат доволно течности и да избегнуваат директна изложеност на сонце, особено за време на екстремните температури.